Господин Заев, председателот Иванов рече дека неговата одлука била ќе нуди помирување, меѓутоа се гледа какво помирување нуди. Од друга страна пак председателот на собранието кажа дека нема услови за законски услови за закажување на седница на која што ќе може да се расправа за иницијативата за импичмент. Дали постои таква законска? Знаете како се влегува од глупост во глупост, ова одлука на Ѓорги Иванов е голем срам за Македонија. Јас се срамувам од оваа одлука. Јас сум еден од луѓето кои што е на таа листа согласно оваа срамна одлука која што е донесена. Покрај тоа што е срамна таа и незаконска одлука. Со укинувањето на одредбите од Уставниот суд не се оживеа старите одредби од 93 година. Буквално не знам на кои членови се повикува господинот Иванов и како може да си дозволи кој човек што е извршува функцијата председател на државата, директно кршење на законот и уставот во Република Македонија. Во тоа име, ние можеме сето тоа да го спречиме. Јас јавно ја отфрлив аболицијата, не ја посакував, ниту ја прифаќам. И формално кога ќе стигне актот, го враќам назад и одам на судење. И ќе се појавувам интензивно на судските рочишта. Но ги повикувам и сите други кои што се наоѓаат таму на листата. Да го направат истото тоа. Заради тоа што тоа е еден од чекорите да ја спречиме ваквата срамна одлука. Сакајќи какви и да презентира намери наводно за обединување, ве видовме што ни се случува по улиците. Протести и контрапротести. Ова одлука го судри нашиот народ. Нашиот народ е тој. Ние толку сме малку што родни ни фаќаме во Македонија. И ова не смее да се случи. Токму од тој аспект ќе потврдам уште еднаш. Одлуката треба да се повлече, да се поништи и сите да направиме се што можеме да ја спречиме во нејзината реализирање. Ги повикувам сите инстанци, Уставен суд и сите кои што се надлежни за оваа работа да ги преземат чекорите на поништување на ваквата одлука. И уште еднаш ќе повторам. Иако Трајко Велјановски се обидува да објасни дека парламентот е распуштен и повеќе не може да се свика, тој својот мандат го црпи од мандатот пратеник, исто како сите останати 122 пратеници. Во законот стои дека мандатот на пратениците важи се до верификацијата на мандатите на наредниот парламентарен состав на избори. Така да парламентот може да биде свикан во секаков момент. Ке потврдам, што теоретски ќе се случи ако ДИК сите 9 члена дадат оставка. Што значи тоа? Парламентот мора да се свика и да избере државна изборна комисија. Тоа е само како пример за можноста која што законодавецот ја дал во делот на употребата на врвниот институт на демократијата, а тоа е парламентот и можностите за негово свикување. Апелирам да се свика парламентот, да се разговара за предлогот за импичмент на председателот на државата и да се разговара заедно таму во парламентот за одлука за укинување на одлуката за распуштање на парламентот, од проста причина што гледаме што се случува во ДИК, од проста причина што целиот свет ни кажува минимум условите мора да бидат исполнети, а знаат сите, вклучително и власта, дека тоа така не е направено. Насилието и во политичкито надгласување нема да донесе добра иднина за Македонија. Само ќе може да ја мачи Македонија со селото ова измачување што го гледаме. Апелирам на трезвеност, апелирам на соодветно постапување во интерес на граѓаните и на Република Македонија. Дали може да се очекуваат протести ко 17 мај прошлата година? Јас знам, ако не се нормализираат условите во правно-формалниот аспект на носењето на одлуки во државата, едно сигурно ќе има протести, ќе има. Граѓаните не може никој да ги спречи. И гледате нашите реакции, ние повикавме на протест, но ни треба време да го организираме формата, начинот, локациите и слично. Но не зависи тоа од нас, историја луѓето по улици. И истрчаа и готово. И не можете да им го смирите духот. Јас се појавив претходната вечер се со цел да ги одвратам од штабот на ВМРО. Не е таму местото за протест. Ај по улиците, пред влада, пред парламент или било каде. Невозможно е. Гневот, лутината кај граѓаните е преголема. Сите сме оврзани да водиме грижа за оваа работа. Знаете, че следиме това, което се случва в Македония отблизо. Може би не е съвсем по-аджендата днес, но какъв сигнал изпрати според вас президентът Георги Иванов на чуждестранните партньори на Македония, на Балканите, на България и на европейските партньори на Македония с това свое решение? Да аболирате или аболицирате 56 луѓе. Тоа го нема никаде во светот. Испрати порака на срам.
Јас сум председател на најголемата опозициона партија. Се срамувам од оваа одлука. Се срамам од оваа одлука што мојата Македонија како порака му испрати на целиот демократски свет. Ова е недозволиво и се надевам дека урнисаната чест на нашата Македонија ќе биде брзо вратена со поништувањето на ваквата одлука. И един въпрос, все пак за аудиторията, която гледа отстрани, ще има ли избори в Македония на 5 юни? На 5 јуни сигурно дека ќе нема избори. Тоа повеќе од јасно и тоа не е заради тоа што опозицијата така кажува. Опозицијата ги бараше изборите. Ние на зелена маса се изборивме да има предвремени избори, но се изборивме тие да бидат регуларни, фер и демократски. Уште едни криминални избори ниту на Македонија и требат, ниту ќе биде некое решение за излез од оваа политичка криза. Првиот чекор, како што каже господја Поповска, е регуларни избори. За да добиеме надеж и шанса понатаму во враќање на демократските институции, нормализација на државата, решавање на крупните проблеми и по полека Македонија да го фати патот кон НАТО и Европската унија. Прашам уште еднаш. Не мислите дека власта нема да се осмели сама да не? Јас сум убеден во тоа. Убеден сум во тоа по полека. Денеска од кабинетот Не значи ништо утрешното распишување или не распишување на изборите. Јас се надевам дека нема да ги распишат. Заради тоа што ќе влезат уште подлабоко во кашата кој што ја заматија. Парламентот може да се свика се до 4 јуни. Нема некој ограничување ако се распишени изборите или не, затоа што законодавецот предвидел парламентот и пратениците имаат мандат се до верификација на мандатот на ново избрани пратеници. Така да нема дилема во тој дел. Се надевам нема да се распишат изборите. какви протести очекувате вечер? Јас очекувам мирни и ненасилни протести. Разговаравме со Бајле на координација, го очекувам и министерот Спасовски во тој дух да испрати сериозни пораки. Полицијата мора да биде професионална и полицијата мора да води грижа за прекумерната употреба на сила. Не кажувам дека има или нема, но мора да водат грижа. Но истовремено и тој и јас испраќам порака на ненасилие, на мирни протести. Ништо не правиме ако користиме насилство, ако го уништуваме имотот на Република Македонија. Тоа е наш заеднички имот. Тоа е наше добро кое што ние мора да го чуваме, а не да го уништуваме. Значи, се бали од кабинетот на Велјановски има информација дека они остануваат на одлуката утре да се распишат изборите и изборите да бидат на 5 јуни, утре да ги распишат. Јас само ќе кажам зошто Тоа како Трајко го Велјановски коментирате? одлучи да ја одложи одлуката за распишување на 15 јуни. Заради ДИК. И да им даде дополнително време. Знам дека денеска ќе има јавна седница, ве повикувам да ги вперите очите во ДИК. ДИК е круцијалниот момент каде што се кршат копјата на објективните аргументи и факти. Таму имат извештаи за теренската проверка, ги имат извештаите од административната проверка, институциите. Методологијата е многу јасна, после административните проверки мора да се оди на терен, за да се утврдат луѓето дали се иселиле или не, и дали вистински постојат нови адреси или не, и на крајот алатката за бришење мора по закон да се даде. И го отварам уште еднаш прашањето за легалноста на изборите, не за легитимитетот, нема да ги има сигурно. Како ќе се оди на избори кога изборните единици се поразлични од 5%, една меѓу друга. Кршење на изборен законник е тоа. Како ќе се оди на избори кога законодавецот предвидел јавно објавување на списокот при јавниот увид да биде целосен список, а сега е забрането од Агенцијата за заштита на податоци. Како без алатка за бришење на сите оние кои што по закон не треба да бидат на избирачкиот список. Ќе ги бриши МВР до 2017 март месец. Што со тие луѓе имаат право да гласат или немаат право да радат. Да е сериозно да ги постапиме по чекорите кои што се согласно закон и методологија и тоа целото треба да се заврши. И уште еднаш апелирам на важниот момент. Давајќи го актот за аболиција, председателот, односно Георги Иванов, кој што извршува функцијата председател на државата, со својата пресконференција, некаде околу 16 часот, и постапката која што беше комплетирана за некои 2-3 часа, покажува здружување на власта со Георги Иванов околу договарањето на оваа срамна одлука во Македонија. Истата вечер, истиот ден во службен гласник е објавено. Допрено е до сите судови, доставено, до затвори и до куки каде што има луѓе во домашен притвор, за да целата оваа одлука, оркестрирано со сите државни институции, биде спроведена. Сето тоа во најмала рака остава сериозен сомнеш за оркестрирано и организирано делување на ВМРО-ДПМН како дел од извршната власт со Георги Иванов. Од тука, ако тоа не е така, го повикуваме Груевски и сите од власта да ме демантираат. Нека ја отфрлат аболицијата,
нека се придружат на импичментот и нека докажат дека тоа не е нивно дело заедно со Ѓорги Иванов. Во однос на ДИК вложувате многу надеж во ДИК, а праксата до сега покажува дека ВМРО има мнозинство во ДИК. Барем според тоа како се носат одлуките. Јас, СДСМ и опозицијата вложуваме надеж во објективните аргументи. Ако се случи политичко насилие, врз објективните аргументи се е јасно. Така да, кога прв делегирав надеж за независна институција, државна изборна комисија покрај СЈО, го знае фактот чии представници има таму, од кои политички партии, имајќи ги покрај СДСМ кои се присутни таму. Но ако ние не делегираме надлежност, знаејќи ги сите аргументации, односно независност на самите институции, кој ќе им делегира независност на самите институции? За среќа наша и на Македонија таму се работи со бројки, со емпириски факти и објективни аргументи. На повидок на јавноста преку јавните седници ќе бидат сите овие факти. Ако се обиде некој со политичко насилие да ги надласа тие објективни аргументи и факти кои што се согласно закон и методологија, апсолутно се ќе биде јасно дека насилието продолжува власта и секако ние тоа нема да го дозволиме. Фала. Ви благодарам на сите.